хуманитарен карактер, минатата недела од 30 март до 3 април во Домот на култура во Кисела Вода се одржа ревија на филмови на меѓународниот филмски фестивал Кино Нова. Самата програма беше посветена на настраданите од трагичниот настан во Кочани. Поточно, целокупниот приход од влезниците на овој настан е наменет за овие семејства. За самата ревија, за фестивалот Кино Нова, како и генерално за филмската индустрија во државата, јас денеска разговарам со директорот на Кино Нова, Небојша Јовановиќ. Добро дојдовте во МИА. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Ревијата беше отворена со филмот Мажите не плачат на режисерот Ален Дролевиќ, а ја затвори долгометражниот игран филм На среќа дојде крај на хрватскиот режисер Ајко Грлиќ. Може ли да не кажете нешто поконкретно околу самата програма, за какви филмови станува збор? Та уште еднаш благодарам на поканата, благодарам што ја покривате културата и секако фестивалот Кино Нова. Се работи за ревија на филмови која што, како што кажавте, ја наменивме за настраданите семејствата на настраданите во големата трагедија во Кочани, што се случи во Кочани на 16 март. Лично сметаме веќе се осврнем на ова на почетокот дека тоа е најмалку нешто што можеме да направиме и не е доволно и сметам дека имаме капацитет и ние и целото општество и сите во областа на културата и сите други дејности дека имаат мок да придонесат што многу повеќе. Инаку оваа ревија ја започнавме со босанскиот филм Мажите не плачат на босанскиот режисер Ален Дролевиќ. Инаку филмот е од второто издание всушност на фестивалот Кино Нова. Сега веќе далечно второ издание 2017 година, филм со кој што беше отворено второто издание и кој што предизвика многу реакции, големо внимание во нашата јавност, секако очекувано, не само заради квалитетот на филмот кој што е особен, се работи за една уникатна филмска приказна, всушност психодрама, поствоена психодрама, која што ни ги доловува сите последици и трауми кои што може да ги донесе една војна. Тоа е за нас многу познатата војна со која што некако сите живеевме, војната во Босна. Така да го започнавме со тој филм и многу ми е драго што ни ги отстапија правата и што публиката повторно се присети и што имавме посетеност и за овој филм. Инаку ревијата содржеше 5 филмови. Следниот ден беше прикажан хрватскиот филм Хотел Пула, кој што беше дел од минатогодишното издание на фестивалот, на дебитантски филм на Андреј Коровљев, на хрватскиот режисер Андреј Коровљев. Исто така една драма која што е поврзана со која што всушност ни ги слика релациите на обичните луѓе за време на војниот конфликт во Босна, така да има доста поврзаност помеѓу овие два филмови. Продолжи ревијата со иранскиот филм Кафуле, кој што е силно ангажиран филм и ни ја долува исто така атмосферата и во иранското општество во однос на човековите права, односно прекршувањето на основните човекови права, особено на правата на уметниците и на новинарите за слободно изразување, за слободно уметничка експресија и така натаму, на еден особен начин приказна која што произлегува целосно од реалноста и искуството на режисерот. Ревијата продолжи со еден многу драг за мене и за целата екипа фестивалска, мислам дека и за целата јавност филм, а тоа е грчкиот филм, всушност грчко-македонската копродукција Зад стоговите сено и Behind the Haystacks на грчката млада режисерка Силина Поедру, филм кој што ни го слика, ни слика еден микроуниверзум на границата помеѓу Македонија и Грција. Исто така едни обични луѓе фатени во вирот на коруптивниот менталитет, се што може да донесе и какви се последици може да донесе еден таков менталитет кој што на нас ни е познат и е реферира на она што ни се случува во секојдневието во Македонија и со последните случувања.
особен филм, би истакнал филм на кој што ментор беше во развојот на приказната нашиот познат македонски режисер Милчо Манчевски. Ревијата ја завршивме, ја заокруживме со филмот, последниот најновиот филм на истакнатиот мајстор на подвижните слики на филмската уметност, хрватски мајстор и светски секако, Рајко Грлич, со филмот на Се ќе му дојде крај, во која што игра плејада на познати, истакнати актери од регионот, од екс-југословенските простори, па и пошироко, бидејќи и Бугарија е везана во таа копродукција, голема копродукцијата. И ме прашавте како помина и како се чувствуваме, дали ја исполнивме таа мисија. Да, тоа ми е второто прашање. Колку генерално сте задоволни од самата посетеност, од тоа што го имавте замислено како идеја, колку успеа Киненова да ја покаже својата хуманост на дело? Колку успеа. Тоа е некако тешко да го измерам јас и да поставам критериум дали е успешно. Јас би кажал дека сум многу задоволен. Мислам што е успешно за ваква трагедија, нели да се придонесе прашање. Но јас сум многу задоволен бидејќи посетеноста беше добра, одлична, можам да кажам. Се продадоа доста голем број на влезници и ми е драго бидејќи се работи за постари филмови, меѓутоа ете публиката сепак ја предизвикавме и да ги гледа овие квалитетни филмови, меѓутоа и да придонесе, бидејќи во суштина со ова ја ставаме уметност и културата во функција на хуманоста и на поддршка на оние што најмногу е потребна поддршка во моментов, им е потребна се уште. Така што сметам дека искрено би кажал дека ова не е доволно и бидејќи е така, таков мојот став, Киненова ќе продолжи во наредниот период, ќе направиме уште неколку вакви ревии. И во оваа прилика исто така би се заблагодарил на бидејќи не е ова заслуга само моја, на сите мои колеги од фестивалскиот тим, кои што помогнаа да се реализира сето ова, но и на сите продуценти и режисери и дистрибутери кои што ни го стапија правата. И навистина исто тоа доста важно, бидејќи тие придонесуваат во оваа мисија. Навистина благодарам колку учествуваат и македонски продуценти кои што ги стапија правата за прикажување на филмот во склоп на Киненова во Македонија. Така, оваа ревија всушност требаше да биде еден вид на наговестување на претстојното јубилејно 10-то издание на фестивалот Киненова. Во тој контекст може ли да ми откриете некои планови, кои се плановите за 10-то издание, што може да очекуваме? Да, малку е неблагодарно нели да откриваме толку рано, но не можеме некои како да наречам, како да ги кажам, некои ексклузивни информации и да ги најавам, да ги споделам. Значи, драго ни е што дојдовме најпрво особено ми е драго што дојдовме до ова 10-то издание. Ова е голем јубилеј за нас, бидејќи се работи за независен проект, кој што успеа да се позиционира силно и добро не само на македонската сцена на фестивали, туку и во регионална смисла, значи во регионот, меѓутоа и во Европа. Фестивалот е препознаен, зашто говори поддршката на фестивалот од меѓународните фондови, меѓународните институции, како што се и странските амбасади во нашата земја, големиот број на пријавени филмови од целиот свет, огромниот број би кажал, меѓутоа можеби најдраго за мене и особено големото присуство на референтни, на значајни европски и светски имиња на нашиот фестивал. И сега тука една мал историја би направил, значи ние го започнавме фестивалот со гостувањето на големата, за жал веќе покојна, Мира Фурлан. Таа ни даде крила и таа беше првиот лауреат на фестивалот. Продолживме со
Исто така со големи имиња, значи дел од фестивалот беше Разван Радулеску, значи еден од најдобрите европски сценаристи, светски признат сценарист, дел од новиот романски филмски бран. Потоа Кшиштоф Зануси, Аница Добра, Тања Бошковиќ, Бранка Катич и секако ги наградувавме и домашните великани како Сабина Ајрула Поскумно, Љупчо Тодоровски Упа, Мето Јовановски, и што ми е особено драго, фестивалот нарасна толку многу што големи европски светски имиња беа гости на фестивалот и им представуваше особена чест што ја добиваа наградата за животно дело, односно за особен принос во филмската уметност, тоа беа и Одико Енједи, како што ви кажав, минатото издание Улрих Зајдел, еден од најголемите европски филмски автори, можеби најголемиот австријски најзначајниот австријски филмски режисер кој што ја доби наградата за животно дело. И доаѓаме до 10-тото издание, сега после овој мал историјат, 10-тото издание ќе биде секако наша гордост. Веќе имаме потврда од една голема европска, односно светска филмска звезда, дива би рекол. И она што е особено за ова издание, што ми представува големо задоволство, е што фестивалот го поместуваме во, значи ќе се случува и во Скопје, меѓутоа и низ цела Македонија. Значи голем број на градови ќе имаат можност да ја следат програмата на Киненова директно, но главните случувања ќе се случуваат всушност во Охрид и во Скопје. Значи на некој начин го подаруваме фестивалот не само значи на Скопје, туку и на градот Охрид, зашто веќе имаме и значајна поддршка од градот, зашто особено благодарам што го препозна овој настан и градоначалникот на Охрид. Така што еве ова е една ексклузива. Програмата ќе изобилува со голем број на филмови во различни програми и секако ќе има дел од програмата ќе бидат еден од најзначајните регионални филмови и филмови од екс-југословенските простори со кои што сме со чии продуценти сме веќе во преговори, всушност сме договорени. Така што ова е некако начално што можам да открием сега. За деталите многу наскоро, веројатно за 2 месеци. Така, претпоставувам дека јавноста со нетрпение ги очекува следните новости, со оглед на тоа што станува збор за 10-то јубилејно издание, очекуваме навистина квалитетни филмски приказни. Меѓутоа, моето следно прашање, иако знаеме дека Киненова е голем меѓународен фестивал, сепак факт е дека изминативе години се соочува со одредени финансиски предизвици. Во едно интервју вие самиот напоменавте дека фестивалот е сериозно потценет во финансиска смисла. Еве сега моето прашање за оваа година, колку сте задоволни од финансиската поддршка? Знаеме дека станува збор за јубилејно издание. Да. Најпрво да кажеме дека се уште резултатите за поддршката на изданијата, на новите изданија за оваа година од конкурсот на Агенцијата за филм не се објавени. Така што ние не ја знаеме точната поддршка. Инаку, да, ова е доста важно прашање и можам да кажам најдиректно дека апсолутно не сме задоволни од поддршката. Сметам и всушност тврдам, и тоа можам да го образложам во некоја друга прилика, сега немаме доволно време, дека фестивалот е сериозно потценет изминатите години особено, со оглед на целокупниот буџет за фестивали во Македонија на Агенцијата за филм. Едноставно, споредувајќи ги сите поддршки, фестивалот не ја добива соодветната поддршка и не само тоа, туку овој фестивал се разви до тој степен и успеа да опстане за жал заради поддршката од меѓународните фондови, заради поддршката од големите филмски автори и странските продукции кои што навистина го препозна, но е жалосно и недозволиво да еден ваков квалитетен настан нормално
биде недоволно поддржан од нашите институции. Во таа насока сметам дека треба да биде апсолутно повисоко. Ова е несразмерно, недозволиво со ваков буџет. Едноставно не е возможно да справи фестивалот. Фестивалот всушност успева да го одржи овој формат заради личниот влог наш, нели, мој и на сите колеги. Тоа е очигледно и проверливо. И особено е важно, бидејќи фестивалот има една развојна компонента и силно ја поддржува домашната продукција, домашното образование, домашното филмско образование, што е евидентно и проверливо исто така, и силно ја унапредува филмската дејност и ја става во меѓународен контекст. Се ова дел од базичните критериуми кои што се уште постојат во Агенцијата за филм, но клучното е тоа дека сето ова упатува на потребата од не само заради Киненова, туку за целата дејност, упатува на тоа дека се потребни апсолутно нови, многу повисоки, построги и поквалитетни соодветни критериуми по кои треба да се водат одговорните во институциите, поради што, нели, и голем дел од филмската дејност, од која е дел и фестивалската, нели, дејност, фестивалите, трпат едноставно. Така да едноставно се надеваме и сметаме дека дојдовме до точка кога едноставно треба и веруваме дека институциите ги раководат нови структури, дека веруваме дека новиот естаблишмент ќе посвети особено внимание и поголемо внимание и дека ќе едноставно според сите критериуми ние ќе ги добиеме тие соодветни средства. Фестивалот Киненова можам да кажам дека изминативе 9 години веќе, иако се соочува со одредени финансиски проблеми, сепак можам да кажам дека изминативе години навистина квалитетно обстојува на македонската сцена, прикажува квалитетни филмски содржини и за филмофилите, но и за целата јавност. Меѓутоа, еве за вас, како директор на овој фестивал, со какви ситуации, со какви предизвици се соочувате? Веќе знаеме дека не е едноставно да дојдеме до еден таков крајен ефект на фестивалот, кај што навистина имаме добра програма. Да, одлично е прашањето, навистина, и Киненова е еден одличен и вистински репер, до кое ниво е, да не кажам, културата генерално би се фокусирал на филмската дејност, која што е многу важен, еден од најважните сегменти од целата култура. Зошто е репер? Затоа што еве да поидеме од тоа, бидејќи Киненова од самиот почеток има високи стандарди, значи тоа се светските стандарди на функционирање на еден фестивал, високи технички стандарди, просторни стандарди, организацијски стандарди и така натаму. Еве од техничките да поидеме, бидејќи ние треба и сме задолжени, обврзани согласно филмовите кои што ги прикажуваме, кои се најновата светска и европска продукција, кои се референтни филмови и успешни, нели, фестивалски филмови, изискуваат да бидат прикажани на соодветни формати во соодветни технички услови. Ние тие услови практично и да ги немаме, бидејќи киното Милениум не функционира соодветно, може скоро и да не функционира, во киното во Фросина и нема соодветни услови за отворање и за одвивање на еден такав голем меѓународен настан. И така натаму, значи меѓународен настан не може да се одвива само во кината на Синеплекс, да речеме, кој што се надвор од центарот на градот. Да не зборуваме за тоа дека не постои еден филмски центар, еден венју, една локација која што ќе биде збирно место и која што може да ги обединува, да биде сврталиште на сите од филмската дејност, кој што навистина може нешто што навистина може да помогне. Но јас така да во таа насока е огромен предизвик да се организира Киненова. На сето тоа ставете и недоволната, несоодветната финансиска поддршка, значи неможноста да работи соодветен професионален тим, да мора, да речеме, еден човек да покрива 15, слободно ова ќе го кажат, нели, нашиот минатогодишен продуцент изминатите години да покрива 15 позиции, тоа е не само неблагодарно, туку и недостоинствено, нешто што го приметуваат нашите меѓународни гости и нешто што е всушност и срам за државата на крајот на криштата, бидејќи вие немате, се борите со просторни услови,
а на крајот и се организацијски затоа што немате соодветен финансиски капацитет да ги овозможите да го структурирате тимот на фестивалот и тоа се гледа, мислам се гледа во смисла на нели неможноста да бидете, да речеме, совршени или да го добиете оној сјај што го има фестивалот. Така што но крајно јас сум благодарен, би сакал да кажам дека изумив да кажам дека и ревијата се случуваше во киното каде што минатата година целиот фестивал се случуваше, тоа е во киното Киноверзум во Домот на култура Билјана Беличанец во Кисела вода. Јас сум особено благодарен, ова е според мене најдоброто кино, ни ги овозможи сите можни технички услови, фестивалот безпрекорно функционираше и навистина во еден пријатен амбиент, но сепак тоа не е доволно за еден голем меѓународен настан, тоа е на локација надвор од центарот на градот и не е доволно нормално да се прави едно свечено отворање проекција каде што ви изискува простор со 500, 600, 700 или 1000 капацитет од 1000 седишта. И во таа насока исто така би сакал да кажам дека еве ние во моментот работиме веќе ги завршивме преговорите со нашите специјални гости за новото издание на фестивалот и навистина стрепиме и за финансиската поддршка и за сите услови бидејќи се работи за големи имиња на кои што секако и нашата земја, нашата држава ќе биде горда. Но навистина е потребно и тоа сите компетентни во оваа дејност го знаат дека се потребни минимум средства со кои што еден значаен и голем меѓународен фестивал кој што дава сериозен импакт во државата во филмската дејност го изискува, го бара. Така да јас верувам во новиот естаблишмент, новото раководство исто така, кои што треба да понудат и визија, бидејќи гледаме во какви турбулентни времиња живееме, се работи за големи и геополитички пресврти, и големи промени, и политички и така натаму, каде што културата ќе биде и е секогаш била во тие тешки времиња нешто кое што е обединителен фактор и нешто што е оној фактор на одржување на една култура, на еден народ. Така што мислам дека ќе биде суштинско и за одржувањето, но и за развојот на целата наша заедница. Точно, културата секогаш е она што не обединува нас како општество, и нешто позитивно и во најтешките времиња секако. Меѓутоа, еве, може ли да ми кажете некоја ваша оценка генерално за филмската индустрија кај нас? Како ја оценувате? Знаеме дека постојат турбулентни времиња и во филмската индустрија. Така е. Ваша некоја оценка? Да. Моментално филмската дејност, бидејќи сум доста добро запознаен, е во и доживува своите можеби најтешки времиња од основањето на Агенцијата за филм на Македонија. Ни се случува една криза која што секако во моментов надлежните се обидуваат да ја разрешат. Да, се работи за проекти кои што голем број на проекти кои што се застанати заради заради неблагодарната финансиска ситуација состојба во која што се најде Агенцијата за филм. Но тоа е еден од сегментите. Лично сметам дека се уште не постои јасна визија и јасна стратегија каде оди и каде се движи нашата, значи македонската кинематографија и целата филмска дејност. Има голем број на фактори за тоа. За жал во минатото можеме да кажеме еве сега еден од надлежните фактори имаше интересна изјава дека за среќа можеби дека поддршката, финансиската поддршка, односно успесите на македонската кинематографија се обратно пропорционални од финансиската поддршка и состојбите во македонската кинематографија. Нели, вики се лоши, а ваму имаме резултати сепак. И тоа е точно дека ние сме присутни на меѓународната филмска сцена преку голем број на филмски проекти, но
Исто така клучно е прашањето дали е сето тоа оддржливо и дали филмските уметници и филмските работници можат да живеат и да екзистираат од оваа дејност во континуитет. Ова нешто е присутно и е својствено, да речеме, за театарската дејност. Еве за споредба, така тие се згрижени повеќето, нормално не се сите, но тие кои што сите тие имаат да речеме и актерите, и режисери, и драматурзи, така натаму, се згрижени во институции кои што се грижат за нив, имаат и синдикати и така натаму. Мораме да знаеме и да адресираме дека филмската дејност е најмногу на удар, бидејќи едноставно скоро и да нема да немаме синдикални права, значи едноставно немаме стабилност во финансирањето, се работи за проекти кои што дури не може да ја запазат ни предвидената динамика која што ги предвиделе продуцентите и така натаму, не најмногу заради состојбите во институциите. Така што ова е горливо прашање и нешто што е важно за да се одржи целата фела, бидејќи голем дел од професионалците именуваат и професиите. Значи не сме само режисери, сценаристи, продуценти, има голем дел на професионалци кои што живеат од оваа дејност, така што сериозно мора да се попови државата со ова и да вложи време, ресурси, финанси во сето ова. Инаку, да, изминатите години, за жал, имаме една ситуација каде што присутноста на македонските филмови, односно резултатите во однос на, да речеме, присутност на на меѓународната филмска сцена и во продукцијска смисла не соодветствува на висината на поддршката. Значи имавме години каде што голема беше поддршката, меѓутоа едноставно не соодветствува на квалитетот на проектите и на нивната успешност, да речеме на некој начин. Така што има доста сметам дека има доста работа тука а се работи за една уметност и една дејност која што можеби најсилно и најбрзо и најшироко ја промовира целата и ја представува целата македонска култура, целата македонска држава и незиниот идентитет. Така што апсолутно сметам дека треба државата да посвети многу поголемо внимание на оваа дејност. Да, дури мислам дека нашите квалитетни филмски содржини најпрвен во другите држави ќе бидат преснаени, дури потоа кај нас. Тоа е така. Тоа така се за жал и да, ја од друга страна за среќа што ние сме толку како филмски уметници борбени и издржливи и амбициозни, упорни, што сепак еве успеваме и нели со квалитетот лесно е денеска да сепак полесно е, не е толку лесно, меѓутоа е полесно можеби од во минатото да ги пробиеме тие граници и да се пласираме, односно да ја пласираме нашата уметност на светскиот, да кажам, пазар или на светската сцена. Така што да, сме присутни и сметам дека да, ние како филмски уметници многу придонесуваме да ја промовираме државата. Тоа е особено важно и тоа мислам дека голем дел на политички фактори не го разбираат. Колку е важна културата. Колку е важна културата. Еден наш бизнисмен на еден настан во скоро годината го кажа, тој се баш би го кажал, кој што ги пласира своите производи во странство, значи работи со странските земи на светскиот пазар, кажа како во земјите каде што свирал Симон Трчевски, на пример, сега правам паралела со другите уметници, како многу полесно се пробивал пазарот, бидејќи веќе е земјата промовирана, да, ја знаат како преку Симон Трчевски. Така што и тоа е еден многу убав начин, нели, како една земја може да биде представена, нели, најубавиот можеби. Ние за среќа покрај секакви потешкоти со кои што се соочуваме, имаме квалитетни уметници со кои што можеме да фалиме. Господине Ивановиќ, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на вас за просторот. Почитувани, ова беше интервју со директорот на Кино Нова Небојша Јовановиќ.